Добре дојдовте во уште едно ново видео. Денешна авантура е Кобарит. Доста планинско, алпско местенце. Поминавме на околу сат време возење до 2 сати од Љубљана и сега се упатуваме на кај реката Надижа. Бициклисти на пат. Се наближуваме до Кобарит, меѓутоа започна да паѓа дожд. И сега ќе видиме дали ќе имаме среќа да заврни или пак ќе се расчисти. Што е тоа, ние веќе стигнуваме за брзо, па ќе видиме. Одиме сега на мост на Надижи. Се вика реката Надижа. Сега возиме низ некое село. Еве, скоро стигнавме до мостот на реката Надижа, односно Наполеоновиот мост. Сега тука се двоумевме дали да поминуваме покрај мостов или па да ја оставиме колата тука одма. Мој да видите колку е убаво. Сега ја оставивме колата, па се упатуваме кон местото, да видиме што е, како е, дали е добра водата. Не очекувавме да има околу луѓе, сепак имаше на 20 коли на паркингот. Се наоѓаме скоро на самата граница со Италија и е навистина зачувана природа тука, не е загадено, чисто е. Местото е идеално за одмарање и чилирање. Ова пред нас е мостот на реката Надижа. Искрено очекувавме да биде поголем мост и ме потсеќа на мостот во Зовиќ. Дечке, само што стигнавме на местото, значи е предобро. Може пред нас да ја видите реката Надижа, а таму исто се гледа мостот. Иначе ви го препорачувам местово. Има мал број на туристи, претежно од странство и е доста опуштена атмосфера. Може да дојдете кога сакате. Пречисто е, преубаво е, недопрено убавина. Очекувавме малце водава да биде по-чиста, да се гледа дното. Кој што гледате, малку е матна, ама каква е таква, јас веќе влегов внатре, се искапив и е супер. Прошетавме подолу до... Има подолу уште една плажа, малку поголема, меѓутоа е поплитка водата, има доста камења и се одлучивме да се вратиме назад.
Предобра го. Сега се упатуваме на кај дома, бидејќи започна да врне. Сега малку се изгубивме. Навигацијава се буни, не знае кај тера. А да не требаше право да одиме. Подобро по истиот, па што да не побакнем. Да не рискираме. Видете го моста, дрвен. Некои уште се капат. Сега следуваат доста кривини и угорници. Гледајте кривината. Неа жива душа, човече. Буквално во срцето на природата. Еве ги првите куќи. Селото Логија. Видете само каква природа има. Сме обкружени со планини и шума. Се уште паѓа дожд. Сега поминуваме низ еден дрворед. Иначе улицава се вика Мученичка улица или Маченичка по македонски. Ова беше Кобарит, така? Да. Кобарит. Повеќето туристи се шетаат после дождот. Такво градче, туристичко. А последно кога бевме во Бовец, слично вака. Сите овие градчина се по ист принцип правени, градени. Некој италијански начин. Сега возиме на кај Толмин. Станавме малце во мост на Сочи, па сега ќе застанеме некаде во некој локал да пиеме некоја пијачка, прекина дождот. Ајде, последниот пат бевме во прво лошо. Уствари два пати имам бидено. А ова е ново. Од тоа пицерија Језеро, тоа е па нова. Пред една година, две не беше. Ја, таму ке се нија, брат. Тоа, Језеро, да. Па, ама ова само за јадење, човече. А има таму еден парк, гледам само пијат. Сега, ако имат нарачано јадење, тоа е друга приказна. Има еден локал, ама не, тоаш не работеше. Дечки, застанавме на една пијачка,
Па сега се вративме во колава, не можев таму да ги снимам, бидејќи имаше музика и заради копирајтот од YouTube бев ограничен. А сега се упатуваме напред. Продолжуваме со нашата авантура. Сега врвиме покрај некое село Стража. Дечки, само што имавме еден проблем на патот. Возиме и едно време се слуша некој звук од надвор. И сега не знаевме што се случи. Застануваме во едно градче да провериме на паркингот, излегуваме надвор, пукнала гумата. И едно 15 минути имавме работа со тоа, ја менавме гумата и сега одлучивме да не се враќаме по истиот пат, да избравме еден друг пат, исто километри, меѓутоа цело време не води на кај некои брда и ридови и сега само одиме нагоре, па кај ќе испадни немаме појма. Имам уште едно 55 километри до Љубљана, саат возење, меѓутоа патов е тесен и веќе едно 20 минути додека возиме нема коли и само се качуваме нагоре. Па сега ќе видиме како ќе испадни понатаму. Цеста запрта. Добро, тоа значи да, за лево, дека е затворена улицата. Овде може да видите колку е убаво. Сега влегуваме во шумава. А добро е, цивилизација, контейнери. Па и не е толку напуштено. Ја одиме на кај Робитница Лесковица. Овде само некоја мечка уште да излези, да го збогати видеово. Сега врвиме низ некое село, само видете го пейзажот пред нас. Местото се вика Копачница. Некој дечко си шета кучината. Сега почнува макадам. Земјен пат. А братот пред нас ја прши Хондава. По ова дупкива. Ставиле знак за пролизгување. Офроад Словенија. Значи се возиме по некој пат. Немаме појма кај се движиме. Од десна страна има река Жубори, чиста и недопрена природа. Значи има и семафор, е зелено е моментално. Финансира Европска Унија. Значи патов ќе биде готов за година дена. Така да го поздравие за година дена, ќе правиме овде парт 2. Па ќе видиме како ќе биде средено. Само што стигнавме до асфалтот. Сега продолжуваме напред. Само што мислевме дека завршивме со раскопаниот пат, повторно одиме по земјен пат. Цело подрачје е под некаква реконструкција, прават патишта, пишеше дека градат и канализација. Добро, сега повторно сме на асфалт, па се надеваме дека до крај ќе биде асфалт. Сега влегуваме во некое село, Сподње брдо. Видете само колку преубав предел. А сега влегуваме во Средња Вас. Повторно некое мало село. Па може да забележите, селата не се како во Македонија, од збиен тип, туку куќите се повеќе раштркани. Некоја куќа има таму, некоја тука е. Значи поинаков тип на градење имаат. Пристигнавме во Љубљана. Као што може да видите и дечкото што беше цел пат пред нас, имал намера да дојде во Љубљана со истата таблица. Со ова видео се одјавувам. Се надевам дека ви се допадна. Лайк, субскрајб. До следна авантура. Поздрав, се гледаме.